Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој го слушате секој понеделник, нешто по 11 часот на брановите на радиото во Боја. Мој денешен соговорник е Љупчо Пренџов, член на Централен, шеф на Централен и извршен одбор на ГРОМ. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре дојдов. Почнуваме со она што вчера беше актуелно. Би сакала денешната емисија да ја започнеме со тоа. Сега нормално пред избори е изборна кампања, политички препукувања, но во саботата Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одржа митинг во општина Карпош, ден после митингот на коалицијата за подобра Македонија, од која е дел и вашата партија. Вашиот лидер Стефче Јакимовски беше споменат и повикан од говорницата во општина Карпош токму на митингот на Социјалдемократскиот сојуз. А беше споменато и неговото семејство вчера. Вашиот лидер му одговори на Заев, бурно реагираше на пресконференција и посочи дека во 2013 година неговото семејство добивало закани, но и дека Заев од него барал 250.000 евра. За какви закани станува збор, што се случувало и зошто Заев барал пари од него? Добро, видите, господинот Заев, како што кажавте вие, преходниот ден имаше коалиција за подобра Македонија, имаше митинг во Карпош, следниот ден имаше Социјалдемократскиот сојуз, разликата беше огромна, бидејќи нениот митинг присуствуваа неколку илјади граѓани, кои што беа сите од прв до последен од општина Карпош, а на митингот на Социјалдемократскиот сојуз имаше едва 300-350 луѓе, од кои што се имаше, само немаше граѓани кои што живеат во општина Карпош. Значи, претпоставувам од тие причини, тој, знаете, често пати знае бурно да реагира, се однесува многу непристојно, но мислиме дека во саботата го допре дното со тоа што почна да спомнува во знак на немоќ, револт и нервоза, почнува да спомнува и семејства на нашиот претседател, деца и така натаму, што навистина е не само политичко дно за еден политичар, пред се тој се прокламира како лидер на опозицијата, туку пред се и едно човечко однесување кое што е крајно недолично и е дно. Во 2013 година, како што потенцираше и претседателот Јакимовски, знаете, им тоа беа турбулентни денови во кои што по објавата за кандидатура на Стефче Јакимовски за градоначелник на општина Карпош, тие неколку денови определени членови на Социјалдемократскиот сојуз има закани кон неговите деца, пред се кон неговите синови. Еден од тие е сега награден за својот кукавичлук во изборна единица број 2 на 9-то место. Така што, како што каже и самиот тој, дека неговите синови се способни за тоа да се справат со тоа, но не беше достојно што неговата болна мајка беше споменувана, која што е на болничка постела во моментот во клиничкиот центар во Скопје. Она кое што остана да лебди во воздухот се прашањата кои што господинот Зоран Заев никаде никогаш не ги одговара. Тој секогаш има говори кои што му треба да изминува 15 и 20 минути кои што се полни со омраза, гнев, злоба и гола политика, гола реторика и лаги, а никогаш не зборува и тоа, односно никогаш она кое што го разговара, никогаш не го подкрепува со факти и аргументи. Имаше навреди од типот дека прв бандит во Република Македонија е претседателот на ВМРО ДПМН Груевски, втор е претседателот на ГРОМ господинот Стефче Јакимовски, и навистина чудно како тоа Стефче Јакимовски е бандит, а во Карпош два стана излегуваат на Шилегов на Виделина. Како тоа Стефче Јакимовски е бандит, а Зоран Заев го гледаме на телевизија како мафта со тоа рачињето, како Ал Пачино со цигарчето, 1 евро на мене, 1 евро за црквата, моите пари унеси ги кивицето во минувачницата, за потоа да нема трак на тие пари, сепак ако се бележени и така натаму. Така што многу е чудно кога е човек кој што е длабоко заглавен во криминал. Тоа е човек кој што е единствен во Република Македонија, политичар кој што е еднаш аболициран и еднаш имаме судски процес против него, кој за разлика од сите други е со ПИМ мерки, со посебни истражни мерки, каде што неговото дело е чисто, да седне и да обвинува други дека се криминалци и така натаму. Како што кажав, мое лично мислење е тоа дека разликата од неколку илјади присутни на претходниот ден на митингот на власта и неговите само 300-350 луѓе од следниот ден веќе предизвикуваат еден очај и како што ние велиме
како вели на кинеска поговорка, зашто се дереш кога си во право. Неговите настапи, вие како новинари многу добро ги следите, и таа недоличност не само во содржина на искажување на неговите тези опасни по Република Македонија, туку и начинот на кој што ви кажува тие тези, има луѓе кои што се за тоа стручни, кои што завршиле факултети, кажуваат многу за со кој човек ние си имаме работа во Република Македонија. Вашата партија жестоко реагираше и на поговорот на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз во Берн, Швајцарија. Ставот на вашата партија е дека изборите завршија таму и ќе речете кога Заев се откажа од Македонија. Тезите ќе ги наречете опасни, но колку се тие реални ветувања? Добро, видите, еве да се навратам и на преходниот одговор. Се гола политика и наметнување на опасни тези за Република Македонија. Тој беше во Карпош, критикуваше, а при тоа не кажа дека во последниве 3,5 години градоначалникот на општина Карпош, заедно со целата администрација во таа општина, има спроведено 330 проекти за граѓаните на општина Карпош. Тоа се 330 улици, патишта, канализации, атмосферски фекални плоштади и така натаму. Во истиот тој период општина Струјмица има само 35. Тоа ги интересира граѓаните. Кој што направил? Кога вие сте многу слаб на дела, кога сте градоначалник на општина, таму не сте. Граѓаните ве гласале за да ги решавате нивните проблеми, а вие бисите политика во Скопје. Кога немате програма која што е реална издржана, туку препишана од Србија. Гледам денеска под Савеле читав дека има и судски спорови од Двери кон Социјалдемократскиот сојуз, тогаш вие прибегнувате кон опасни тези за македонскиот народ и за државата во целост. Да, ние сметаме дека кампањата на Социјалдемократскиот сојуз, односно на ова раководство на Социјалдемократскиот сојуз, заврши во Берн, каде што тој пред истениците албанци говореше на македонски јазик, потоа им беше преведувано на албански јазик. Имаше многу опасни тези, од кои тоа дека Република Македонија треба да биде двојазична држава. Уште е поопасна теза според нас, која што никој не ја кажал во изминативе 70 години, е тоа дека Македонија е крива за се на Балканот и дека сите оние кои што имаат проблеми со нас, не е вината кај нив, туку е вината кај Република Македонија. Тоа се многу опасни тези. Ние имавме пресконференција на таа тема во која што прашавме дали кога ќе отидеш, ако не станеш премиер, и отидеш во Србија и кажеш на тие владици таму, да, точно е, не постои Македонска православна црква, ние треба да бидеме под Српската православна црква, или што би им кажал на грците за името, дека да, точно е, ние го украдовме името Македонија, ова не е наше име, некој друго име ќе ставиме. Многу е опасно да зборуваш соседите за твојот идентитет. Многу од нашите соседи го споруваат нашиот идентитет, дека сме македонци, дека зборуваме македонски, и е многу лошо кога еден човек кој што е лидер на опозиција, кој што има амбиции да стане премиер на Република Македонија, да зборува на такви собири, со такви тези, кои што при тоа, независно дали се реални или не се реални, предизвикуваат голема вознемиреност кај македонскиот народ и тренете ја политиката на страна, секој оној македонец кој што независно дали е член на ВМРО, ДПМН, ГРОМ, СДСМ, кој ги слушне овие работи, искрено да разборуваме, не му се драги, бидејќи нема логика да кога вас никој ништо не ви бара од тој аспект, вие да го нудите тоа. А пак се повторам дека тој го нуди тоа бидејќи нема економска програма, бидејќи не гледа како оваа држава би се развивала понатаму, бидејќи никогаш не донел и не знае како да донесе странски инвеститор во Република Македонија, бидејќи освен во администрацијата, школите, јавните предпријатија во Струјмица и неговите приватни фирми, тој не знае да донесе фабрики, да се отворат нови работни места, да отвори таа фабрика. Значи, човекот ја гледа Република Македонија како свој личен бизнис, односно мислам дека позицијата премиер ја гледа како сламка, спас за својата пред се политичка кариера, а потоа и за својата слобода. Тука правиме една кратка пауза за реклами и продолжуваме со темата двојазичност и тоа колку Заев може со ваквата реторика и настапи да го загрози Ахмети. Почитувани, останете со нас, се враќаме за кратко назад. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Слушате политичкиот магазин Кворум на Радио Слободна Македонија, се емитува секој понеделник од 11 до 12 часот. Господине Принџов,
Јас ги споменавме оние идеи и планови на Заев, особено бурно се реагираше и граѓаните чинам бурно реагираа на оние негови идеи за воведување на двојазичност на цела територија во Македонија, особено од оние места каде што нема албанци, таму да се воведе двојазичност, бидејќи Заев отиде во Прилеп и ваквата идеја ја соопшти од таму. Може ли Заев да го загрози Ахмети и да земе дел од албанските гласови со ваквиот настап и реторика? Видите, според мене, целата оваа двојазичност, значи ова Заев не го зборува случајно, бидејќи тој тоа го повтори уште во 2015 година прв пат го кажа на косовска телевизија, потоа го зборуваше и на телевизија во Република Македонија, па во Прилеп и така натаму, во Берн беше она кулминацијата. Моje лично мислење е дека од она што можам да го видам, значи како граѓанин на Република Македонија, како човек кој што ги следи политичките настани, е тоа дека се работи за едно малце пошироко сценарио, кое што не е од вчера од денес, туку на кое што се работи веќе повеќе од деценија. Лично сметам дека определени Заев работел малку? Не, друга ми е поентата. Сметам дека определени центри на моќ надвор од Република Македонија сметаат дека албанското прашање не е затворено на Балканот и сметаат дека тоа мора да се реши на малку подруг начин, односно да се реши на сметка на некои други држави во регионот во кој што се вклучува Република Македонија. Ние во 2001 година имавме исто така едно сценарио на вооружен конфликт во кој што се исценира конфликт помеѓу македонци и албанци, а крајниот исход од тој конфликт беше дека во Република Македонија живеат повеќе од 24% албанци, што ќе видиме дека наредниот попис моје лично мислење, значи е дека тоа нема да се случи. Кога вие правите еден план, 10 години не се голем период, зад веднаш по 10 години ние да имаме едно друго сценарио во кое што после демократски, легитимни и легални избори, побарани од страна на опозицијата, а овозможени од страна на власта, се појавува еден човек кој што ви кажува дека се украдени 150.000 гласови и дека сите тие избори не важат, дека тој има определени политички бомби кои што ние потоа треба да ги слушаме, се со цел тој да дојде на власт, односно да имаме втори избори. Сметам дека со ова е втор чекор во она сценарио кое што го спомнав на почетокот, каде што сега ја пренесуваме топката од меѓуетнички конфликт да биде да биде интернационален конфликт на македонците помеѓу македонците, што навистина како ќе видите како концепт е една опасност голема пред се за Република Македонија како држава, како унитарна држава. Сметам дека целиот тој концепт нема да му успее на господинот Зоран Заев, бидејќи сметам дека за разлика од 90-те години па и 2000-та година, денеска граѓаните на Република Македонија имаат едно поголемо демократско минато. Денеска технологијата е многу напредна, смартфоните, интернетот и порталите си го направија своето, можат да видат повеќе различни информации од различни страни и да донесат еден праведен суд, бидејќи работата во Република Македонија е повеќе од јасна. Со овој вториот конфликт се труди, определени центри на моќ се трудат да нанесат голема штета на актуелното македонско водство, предводено од ВМРО ДПМН, на сметка на повеќето помали албански политички центри. Со тоа ослабување на ВМРО ДПМН како најпатриотска партија во Република Македонија, како партија која што се грижи за македонските национални интереси, тие сметаат дека многу полесно ќе го протуркаат она бинационалното, да се различна унитарноста на Република Македонија и не случајно, затоа е најден и господинот Зоран Заев, бидејќи на тие центри на моќ им треба еден крупен политички играч во Република Македонија, сепак господинот Зоран Заев е лидер на најголемата опозициона партија Социјалдемократскиот сојуз, кој што се погледа како таков човек кој што има големи амбиции, кој сака да биде премиер, а при тоа нема никакво чувство на патриотизам и кој што е спремен за ситни, лични, теснопартиски интереси да продаде било што. За него нема ништо свето, бидејќи тој самиот кажува, не ми смета во Стурмица да има албански јазик и да луѓето кои што ќе го побараат да го добијат на албански јазик, и никако што даваше примерот во Кочање кога дојде бабичка албанка и таа се обрати на албански јазик да биде возватена на албански јазик. Значи, видете, во Кочани за таа бабичка албанка се обрати, треба прво се насели таму. Потоа за некој да ја одговори, треба да ја вработен таму. Значи тој треба да го донесеме од некаде. Што значи практично, ако гледате вие малку и подлабоко, тоа практично представува и почеток на асимилација на источниот дел на Република Македонија, што навистина е над сите црвени линии кои што ги имаме поставено. Сметам дека
Република Македонија во 2001 година го доби уставот кој што на крај беше поддржан и од македонскиот и од албанскиот фактор. Тоа беше устав за кој што ние како македонци дававме многу човечки животи во 2001 година. Сметам дека она кој што беше гаранција во лицето на меѓународната заедница за тој договор, треба да продолжиме да го развиваме, да го напредуваме. И ние како ГРОМ, како политичка партија, имавме и пресконференција пред една година, сеќавам јас држав таа пресконференција во која што кажавме дека ниту македонците, ниту албанците ќе видат аир од овие конфликти, ниту ќе видат ни тие ќе видат аир од тие бинационални држави, федерализации, бидејќи она за кое што се стребиме сите ние, независно дали сме од Скопје, Велес, Битола, Охрид, Струга, Дебар, се стремиме кон подобар живот за нас и нашите семејства, се стремиме кон една подобра и посветла економска иднина и дека сите овие работи се на штета на сите нас, а во корист на определени центри на моќ кои со помош на домашни слуги и предавници се обидуваат да протат некои сценарија. По поглед на втори дел од вашето прашање, мислам дека господинот Зоран Заев ќе земе дел од гласовите на ДУИ, или дел од албанските гласови, сега не би можел да ги кажам чиви биле до сега, тоа е независно, бидејќи реално во албанскиот дел, во секој народ има луѓе кои што се повеќе или помалку националисти, на кои што целата оваа реторика им одговара. Кукав ќе биде тој дел, не знам, ама знам дека бројот на албански гласови земен од страна на ДУИ или албанскиот корпус на гласови ќе биде многу помал од гласовите кои што ќе ги изгуби ке македонците. Кога сме веќе кај ДУИ се прават калкулации, присметки, кои колку пратеници споменавте и вие, не знам колкав ќе биде број што ќе го земе Заев на Ахмети, но партиите имаат и своји анкети кои не излегуваат во јавност, но се нарачани токму од партиите. Ниту ние новинарите не можеме да стигнеме до тие анкети, освен вие, луѓето кои сте внатре во партиите. Колку беса пак може да им ги помати пресметките на интегративците? Видите, додека го поставувате прашањето, се потсетив на една изјава дадена на портпаролот на ДУИ. Дадена беше, мислам дека на Нова телевизија, беше гостин заедно со сега покојниот Димитар Мирчев. И кога разговара околу повлекувањето на полицијата од страна на Ѓорги Иванов и сеќавам Димитар Мирчев му вели: "Доро, кој е вашиот став? Вие немате став од ДУИ, не сте излегли 2 месеци на пресконференција, се случуваат многу крупни настани во Република Македонија." И он е така смирено, господин Бујар Османи, вели: "Да, ние не сме се јавиле, бидејќи ние сме клучот во цела оваа ситуација, а тој што го има клучот да решава и оваа политичка криза, тој е секогаш смирен, бидејќи тој знае што ќе се случи на крај." Тоа вака ми дојде за потсетување дека го постави тоа прашање, бидејќи она што се случува е сосема спротивно од тоа што ДУИ го очекуваше. Изјавата на нивниот портпарол пред неколку месеци на телевизија Нова, затоа што она што го видовме ние во салата Борис Трајковски, каде што коалицијата БЕСА собра некаде околу 15.000 граѓани. Тоа е голема бројка. Тоа не значи дека се тие 15... знаете, таму беа 90% мажи, 15.000, значи тоа се веќе 4 пратеника, тие ги изнесуваат на виделина. Еве, 4 пратеника ние имаме само со еден собир, што не е мала работа за партија која што постои малку време. Така што очигледно дека ДУИ мислам дека нема да ги повтори ни одблизу оние резултати кои што ги имаше сте изминати изборни циклуси. Зашто е тоа така, не знам. Она што го гледам, што го читам, што го слушам е тоа дека ДУИ има најмалку неколку пратеници помалку за разлика од претходните изборни циклуси. Искрено јас на нивните меѓусебни односи како човек ги следам многу поважно за разлика од она што се случува, што е нормално во македонскиот корпус, но она што го гледам и сите анкети кои што ги правиме во делот на Кумановско-Липковско, Чаир, Струга и Гостивар, ДУИ има и како ослабнати позиции. Тука правиме уште една кратка музичка пауза и се враќаме во студиото. Секако се префрламе на изборната кампања и тоа што ќе слушаме и ќе гледаме до 11 декември. Почитувани, останете со нас, отвараме уште многу добри и интересни прашања. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.
Потпуно така, го слушате политичкиот магазин Кворум на Радио Слободна Македонија. Секој понеделник од 11 до 12 часот, автор и водител сум јас, Бојана Димитриевска. Мој денешен соговорник е Љупчо Пренџов од Гром. Господине Пренџов, споменавме колку реториката на Заев може да му наштети на Ахмети, колку пак Беса може да им ги помати сметките на интегративците. Една недела веќе митингуваме, една недела изборна кампања, остануваат уште две до крајот на изборната кампања и до одржување на предвремените парламентарни избори. Што се ќе гледаме и ќе слушаме во наредните 2 недели? Може ли вака да прогнозираме со оглед на тоа што веќе го видовме стартот? Па добро, да бидем искрени, ова што гледаме до сега, ова прва недела е она кое што го очекувавме и она кое што се случува веќе 2,5 години. И овие 2,5 години ги завршивме, односно ги сублимиравме во овие недела дена. Тоа е, имаме два сосема различни, диаметрално спротивни концепти на водење на кампања и на приближување на вниманието на гласачите во Република Македонија. Значи, првиот концепт е оној кој што онаа коалиција во која што член е и Гром, предводена од ВМРО ДПМН, тоа е концепт на програма, која што би сакал да ве потсетам, оваа програма е правена од страна на граѓаните на Република Македонија. Значи, оваа програма не е правена во нашите политички штабови, канцеларии и така натаму, не е припишувана како страна на Социјалдемократскиот сојуз, туку е програма правена врз основа на потребите на граѓаните на Република Македонија, бидејќи сеќавате ние година дена собиравме идеи од сите граѓани на Република Македонија, независно дали се членови или не се членови на политичка партија, дали се во политика или надвор од неа, така што отприлика секој граѓанин на Република Македонија може да се препознае во програмата на Коалицијата за подобра Македонија, бидејќи таму има многу стотици граѓани кои што своите идеи ги имаат сега видено и се преточени во програмата, но модифицирани, односно кога ќе се прават, во која година, кој месец, која институција ќе биде носител на тој проект, од каде ќе се обезбедат средства за тој проект, така што отприлика имаме концепт на водење на позитивна кампања во која што се кажува како Коалицијата за подобра Македонија ја гледа Република Македонија во наредните 4, 8, 12 години. Се промовираат проекти пред се инфраструктурни. Знаете, во Република Македонија повеќе од 1,7 милиони евра се трошат на обнова и градење на нови автопатишта, регионални патишта, експресни патишта и патишта кои што поврзуваат помали населени места, кои што се исклучително значајни за луѓето кои што живеат. Со тоа е голем дел, тоа многу влијае кон подобрување на бизнис климата во Република Македонија, бидејќи тоа е тесно поврзано со вториот крупен дел, а тоа се привлекување на уште повеќе фабрики, заposlување на уште повеќе граѓани, односно отварање на креање на нови работни места. Дури имаме и проекција колку би била невработеноста после 4 години. Понатаму, она што е многу важно е земјоделието. Сепак Република Македонија е држава која што има многу сончеви денови. Земјоделието е многу важно за нас како држава и затоа како одговорна коалиција имаме многу проекти кои што ќе го осовременат земјоделието. Имаме консултанти кои што ќе им го дадат правиот правец за развој на индивидуалните земјоделци кои што чинуваат едно огромно мнозинство. Понатаму тука да не изоставиме енергетиката, бидејќи Република Македонија е многу важно во наредниот период да биде што е можно помалку енергетски независна држава. Многу има проекти од здравството, тука ќе се прават огромни клинички центри, болници, ќе се гледа министерства, културата, така што имаме на сеопфатна програма која што кажав е дел од неа, огромен дел од неа е произведен од страна на граѓаните на Република Македонија и очекуваме да таа кампања продолжи во тој дел. Од другата страна ние имаме сосема спротивна состојба во која што имаме украден слоган, имаме украдена програма од ултрадесничарската Двери во Србија, кои што имаат 24 април избори оваа година. Малку е смешно, денес утрово читам дека представници од Двери ги разгледуваат можност да тужат СДСМ пред меѓународен суд за украдена кампања, мислам. Тоа виќе врт. Не знам што ново ќе испане вака од тој аспект, значи програма која што граѓаните не ја препознаваат бидејќи не учествувале во незиното креирање, можеби граѓаните на Србија повеќе ќе ја препознаат ако Двери се консултирало со тие граѓани. Во овие 2,5 години
тоа што СДСМ нема идеја е факт. Практично, јас се зафркавам некогаш, викам СДСМ ме потсека на шлеп партија, бидејќи или се шлепаат на разноразни пленуми, или се шлепаат на шарена револуција, и сега кога нема на кого се шлепаат и кога мора да испадат на митинг да кажат нешто, излегува лидерот на партијата, има 15 минутно обраќање, веѓа се што е од таа општина, а што не е согласно неговите така погледи како тоа треба да изгледа, и кажува дека тоа го зборил од срце и тука завршува. Митингот нема полна, нема ништо, така што јас очекувам ова да продолжи да Зоран Заев каже едно, потоа, видите, ова многу интересно да се спомне, Социјалдемократскиот сојуз е единствената партија во светот во која што после пресконференција, изјава, гостување на лидерот на таа партија, следниот ден подпредседателката, секретарот на партијата и министер за внатрешни работи го демантираат. Што не постои, вие како лидер на партија давате политичка теза и потоа другите ваши блиски ве демантираат. Така што навистина има голема хипокризија, посебно изборна единица број 5 која што ја води господјата Шекеринска, која што го претрпе најубедливиот пораз во историјата на македонската демократија во 2008 година. Таа потоа во 2011 повторно се кандидира за премиер на Република Македонија, сега се кандидира за вице-премиер на Република Македонија. Таа држи често пати пресконференции како она ќе се потруди да младите во Република Македонија останат, дека таа ќе ги вработи, а притоа е многу интересно што самата таа е невработена и самата себе не може да се вработи, па мора да се вработи во Социјалдемократскиот сојуз во партијата, да зема 60.000 денари плата на сметката на оние членови кои што плаќаат по 20, 30, 50 денари членарина. Но како што ви кажав, граѓаните Република Македонија целото ова го гледаат и се им е нив јасно и затоа сум многу среќен што остана уште само 2 недели до 11 декември, во кој што се надевам дека оваа политичка криза полека ќе ја однесеме во еден крај, ќе отсвртиме нов лист од нова година, во кој што ќе зборуваме за економија, ќе зборуваме за конкретни резултати и се надевам дека Социјалдемократскиот сојуз ќе се реформира и ќе има едно раководство кое што ќе представува на вистина коректив на власта, бидејќи да зборуваме искрено, добро е да имате силна опозиција во рамките на собранието на Република Македонија, која што ќе ве поттикнува да работите уште повеќе и самата таа компетитивност помеѓу власта и опозицијата најголем и единствено бенефит имаат граѓаните Република Македонија и државата во целост. Според ова што го споминавте, дали тоа значи дека на овие предвремени парламентарни избори ќе имаме слика каква што на претходните ја немавме, дека поразениот ќе му честита на победникот и нема да има повеќе бојкот на собранието, нема да има непризнавање на изборните резултати и обвинувања за изборен фалсификат. И тука би го дополнила и она прашање, вашата коалиција бара поддршка за 63 пратеници, може ли ВМРО ДПМН и коалиционите партнери да усвојат 63 столчиња во законодавниот дом? Видете, 63 пратеници е апсолутна победа на изборите. Тоа мислам дека се има случено еднаш, а нешто се случило еднаш, зашто не се случи уште еднаш. Туку гледаме суштински на работите, ќе видиме дека голем дел од членовите на Социјалдемократскиот сојуз, кои што се патриоти, тие се луѓе кои што сакаат смената држава, не се согласуваат со овие политики на лидерот на СДСМ, господинот Зоран Заев. Мислам дека голем дел од тоа членство не сум уверен дека ќе му даде поддршка со закружување на нивниот реден број на гласачкото ливче. Од друга страна, сметам дека во Република Македонија од секогаш решавало она што се вели во наводници тивкото мнозинство. Тоа се огромен дел на граѓани на државата, тие се луѓе честни, работливи, кои што не одат по митинзи, не се преокупирани со вести, со тоа кој што кажал на дневна база, туку тие гледаат работата од малку поинаков аспект, од страна и гледаат како се развива Република Македонија. Тие се луѓе кои што се од своји сега 40 до 55 години, кои што точно знаат да направат разликата како живееле во преходниот период и како живеат од 2006 година наваму. Дали се случува нешто... Тоа се деца на Југославија, ако можеме да кажеме, живееле и фатиле и дел од тоа време. Точно. И тоа се практично луѓе кои што знаат да направат разлика кога автобусите во нивниот град се полнат со работници одат во фабрика, а кога автобусите ги затворија, а работниците ги пратија дома. Така што не сите луѓе кои што одат на митинзи, кои што
по цел ден гледаат вести, нели тоа нас не е работа како политичари, но најголем дел граѓаните ги интересира економијата, ги интересира во кој правец се движи Република Македонија и тоа се луѓе кои што јас мислам дека нови избори ќе го казнат Социјалдемократскиот сојуз, односно ова раководство на Социјалдемократскиот сојуз заедно со членството кое што не го поддржува господинот Зоран Заев, така што мислам дека таа бројка од 62 или 63 пратеници зависно од тоа колку има од диаспората, мислам дека и тоа како е достижна. Според оние пресметки, уште една работа. Често пати ние зборуваме за политичкиот дел на Зоран Заев. Еве да го видиме економскиот дел на Зоран Заев. Вие да сте, мислам, кој е економист по образование, се вие сте економист, лаик, било што да сте, и да кажете дека кога вие ќе дојдете на власт, 70% од БДВ-то ќе ми го враќате на граѓаните, а при тоа знаете дека буџетот главно се полни од тоа ДДВ, значи од тоа ДДВ се зема плата, војска, полиција, администрација, школство, здравство и така натаму. И вие кажувате тоа ние ќе го направиме, како ќе го направите? Кој ќе дојде на вас ќе видите, ќе ги вратиме украдените пари. Значи, ако го видите вие економскиот дел, ќе видите дека тоа е се само не реална понуда према граѓаните на Република Македонија. Па тогаш зашто господинот Зоран Заев е 13 години и кусур градоначалник на општина Струмица, зошто дел од оние средства кои се плаќаат како општински даноци, за данок на имот, за еколошки дозволи, за комунали и приградба на згради и куќи, зашто дел од тие пари, 70% не им ги вати назад. Ако функционира, тогаш може да седнеме и да го разгледаме. Сакам да кажам дека нема ниту економска реална понуда, или она стеке земаме по 1000 евра по семејство. Ова е веќе надградено и проширено до она што го кажуваше Бранко Црвенковски. Тој вереше по еден вработено семејство. Сега може тој вработен ќе има 12, 18, 20, 30 денари плата и од прилика до некаде имаше и смисла. Ова по семејство ќе имате 1000 евра плата. Двајца по 500 евра. Сакам да ви кажам дека тоа е добро да се слушне, но, како што кажав, граѓаните Република Македонија точно препознаваат што може да се случи, што не може да се случи и на крај поуште еднаш ќе повторам дека сум убеден дека она тивко мнозинство Република Македонија ќе му пресуди на ова раководство на Социјалдемократскиот сојуз. И само уште едниот дел од прашањето дали на овие избори ќе можеме да видиме кога поразениот ќе излезе и ќе му честита на победениот. Дали со ова конечно ќе се заврши кризата или сепак ќе се дозаплеткаат работите? Искрено да ви кажам, не знам. Не би требало да нема признавање на поразот, но персоната која што е лидер на опозицијата и неговото минат овие 2,5 години ми фрлаат многу сомнежи дека ќе направи истото. Да беше било кој нормален политичар во било која нормална држава на лагата дека се 150.000 гласови украдени. Кој што никој не ги зборува сега тие 150.000 гласови. Тоа веќе никој не го говори. Тој trebаше да се извини, да се даде оставка до сега. Значи човекот не чувствува никаква одговорност према своите постапки и јавно искажани реченици, навреди и обвинувања. И сега како да ви кажам, да, сигурно сум дека тоа ќе се случи. Можам да одговорам да би требало оној кој што е поразен да му пружи рака на оној кој што победил, да му посака успех во формирањето на владата, успех во тоа Македонија да однесе во Европската унија, во НАТО, да имаме подобар живот и да му каже дека тој ќе биде секогаш тука како сенка да го демне и подобрува во неговата работа. Тоа би било најдемократски надвор за Република Македонија. Што ќе направи, односно што ќе избере господинот Заев? Останува да видиме. Уште 2 недели митингувања. Партиите се представуваат пред граѓаните со своите платформи и програми и бараат поддршка за да го освојат мнозинството во парламентот. Уште 2 недели и до предвремените парламентарни избори на 11 декември, кога Македонија ќе гласа и ќе одлучи на кого ќе му го довери мандатот за формирање на една влада. Господине Пренџов, ви благодарам што бевте гостин. Благодарам на поканата. Вам, почитувани слушатели, ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Секако се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција на брановите на Радио Слободна Македонија. Денеска е 28 ноември 2016 година. Политичкиот магазин Кворум е во продукција на Радио Слободна Македонија. Техничка реализација Дине Вучков и Далибор Зафировски. Уредник и водител Бојана Димитриевска. Пријатно до слушање. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.